Илјадници граѓани по 30 пати излегоа на улиците во македонската престолнина и громогласно порачаа дека не се за бинационална држава и прифаќање на тиранската платформа, туку за мултикултурна држава, каде ќе владае почита и толеранцијата. Протестниот марш, како и досега, започна пред владата на Република Македонија со интонирање на државната химна од страна на македонскиот оперски пејач Игор Друловски, пошто демонстрантите се упатија кон собранието. И денес илјадниците граѓани пред Народната канцеларија на претседателот Ѓорги Иванов изразија поддршка и благодарност за неговите залагања и чување на уставниот поредок на земјата. Од пред законодавниот дом поддржувачите на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија упатија порака до пратениците во собранието дека нема да дозволат претседател на собранието да биде човек кој не ги чувствува како своји државните символи на Македонија и кој не е отфрлил и осудил тиранската платформа. Македонски значи гордост. Ние овде се собравме точно заради тоа да го заштитиме тоа македонски. Македонски значи гордост. Македонски значи нашата химна македонска, нашите пари, нашата војска, нашиот македонски претседател. Најхрабриот и најгордиот човек кој што застана на бедемот и гордо рече не за тиранска платформа. Да се подсетиме на првиот ден, кога се договоривме, дека трпеливо со нашето присуство ќе се избориме до крај. Не ни треба оружје. Ние сме оружјето. Нашето заедништво. Да тргнеме, да ги подсетиме и останатите пратеници на нивната должност да ја чуваат оваа земја. Да живее Македонија! Протестот пред собранието продолжи кон Бихачка пред седиштето на СДСМ, каде беа прочитани имињата на претениците од избирачките листи на претходните парламентарни избори и уште еднаш им порачаа дека не смее документ создаден во соседна држава да биде препакуван и замаскиран како програма на некоја идна влада. Денес сме тука, уште еднаш да им порачаме дека граѓаните секој ден на повеќе од 40 места излегуваат масовно и се помасовно на улиците за да ја одбранат унитарноста на Република Македонија, која е загрозена од освојувањето на документ како тиранската платформа, готвен во странска држава да биде официјална програма на влада. Тоа нема да го дозволиме. Граѓаните остануваат на улиците и утре, со почеток во 17 часот пред владата на Република Македонија, повторно ќе маршираат до Македонскиот законодавен дом за унитарна Македонија. Организаторите повикуваат граѓаните масовно да излезат и во четврток да порачаат на македонските политичари дека нема да дозволат Албанец да биде претседател на собранието на Република Македонија.